класично бегање од темата. Воопшто не спомнавте еден збор за Државниот завод за ревизија и за моето излагање тука. Класична политизација. Обвинувате за политизација, отидовте, не знам, преку Ниш, не дотеравте до Скопје пак. До таму вртевте. За 27 ако сакате да зборуваме, кога јавно ги линчувавте тука луѓето на пресконференции, за тоа што не кажавте, две реченици. Не бараме ние од министерот да ги осуди луѓето и да каже што треба да се направи. Министерот треба да излезе и да има доблес и да си поднесе оставка. Така прават во демократските држави, кога веќе зборувате за демократија. А не министерот да биде главниот што ќе ги организира тие кражби, препродажби на лекарства. И тоа цело време така се случува во тоа Министерство за здравство. Каже и државниот ревизор. Од поодамна е така, нели? Па 7 години сте на власт, вие колега, односно вие сте веќе 20. Тоа е главното прашање. Требаше да зборувате за Државниот завод за ревизија, за извештајот, за скандалите таму што се случуваат. Ако сакате вие да зборувате за избор на јавен обвинител, ќе имате можност, за кратко време ќе бидете во опозиција, ние ќе бидеме власт, па ќе може да подискутираме за тоа на кој начин ќе се избира во иднина јавниот обвинител. А јас ви уверувам дека овој јавен обвинител неславно ќе заврши својата кариера, без ниту еден главен случај разрешен, вклучувајќи го и овој. На овој случај може би, уште сега ќе ви кажам кои ќе бидат обвинети, ќе биде директорот, другиот директор, 2-3 медицински сестри, 1-2 секретарки. Толку. Тука ќе заврши. Направете си копија од ова што сега го говорам. Благодарам. Ви благодарам и вас. За реплика е пријавен пратеникот